Многу често патувате во внатрешноста на нашава земја, ги посетувате старите села и разни други локалитети каде што црпете инспирација. Како всушност решивте да се посветите на тоа патување низ нашата убава Македонија? Како? Со тоа што се родив во оваа прекрасна земја и кога ги осознав и отворив очите каде се наоѓам, едноставно не можев да не почнам да го истражувам сето тоа што ме интересира. Трагав, умев да одам пешки од едно село во друго, едноставно таа една пасија што ја имам затекнато кон Македонија, колку сакам да испрезентирам на оној убав начин, достапен, а при тоа да не се сувопарни факти, туку живописни патописи. Кога ќе прочитаат луѓето да се почувствуваат дека се таму. Но и да добијат желба да поидат таму. Желба да поидат, да. Тоа што кога го создадов блогот, тоа беше во 2020 година, тогаш се наоѓавме во време на пандемија. Сите бевме затворени, едноставно психички изморени, не смеевме да излегуваме никаде. И си реков, зошто да не го направам ова нешто? Мој мал чекор, а може да добие многу. Особено за луѓето. Јас сум таков човек што размислува на колективно ниво, за сите. И токму поради тоа, кога ќе го прочитаа, тоа имаше голем одзив од луѓето. Им беше свежо, интересно, живописен патопис, доживувања, не знам, неверојатно чувство. На тие ваши патешествија низ Македонија редовно го носите вашиот фотоапарат и правите многу убави фотографии кои што ги доловуваат тие убави амбиенти, нашата традиција, култура и токму нив решивте да ги споделите со пошироката јавност на вашиот блог mekam.mak. Да ни кажете за блогот. Како што се опишав и пред малку каков човек сум, Мекам е изведеница од турските зборови мерак и мевле. Но тие се чести зборови и можеме да ги сретнеме секаде, а Мекам никаде. Тоа е еден архаичен збор кој решив да го оставам во повторна употреба. Од Мекам до Мекам, од душа до душа. На тој начин луѓето кои ќе го прочитаат, како што кажав и пред малку, да се почувствуваат прекрасно, да се потсетат на Македонија, на незините убавини, да знаат што имаме, да се навратат. И на тој начин. Фотографиите некогаш го доловуваат тоа што зборовите не можат. И затоа на некој начин направив некоја комбинација, каде што моите патописи се живописни, насловите им се раскошни, не пишувам сувопарни факти, туку им ја скенирам душата на местата каде што одам и при тоа направам приказна која што ќе биде достапна за сите. На тие патешествија низ Македонија, каде што имате можност да ги видите старите села, старите куќи, археолошки наоѓалишта и се уште што има распослано на територијата на нашава татковина, што е највпечатливото нешто што сте го виделе, сретнале или можеби нешто најнеобично, гледка што ви го одзела с дивот? Првично не би можела да издвојам ништо. Гледка, секое ново место што ќе стапнам на него, кој ќе видам, тоа е за мене неверојатно. Јас толку љубов има во мене што не би можела да ги издвојам. Како реагираат мештаните кога ќе видат дека еве тука залутала во наводници да кажам некоја млада девојка од град што дошла да го посети токму нивното село? Изненадени се, иако бидејќи живееме нели во кризни услови, времења, се извинувам. Прво што прашувате, од која телевизија сте вие? Зошто сте тука? Се појавува тој нели страв кога доаѓа непознат човек, што е нормално и некој кај нас да дојде, кај мене да дојде некој непознат, јас би реагирала така. Но никогаш не сум влегувала во селата со омраза. Секогаш со позитивно, секогаш со љубов. И мислам дека тоа што зрачи од мене, како ги погледнам луѓето, тие чувствуваат.
И на тој начин ја заслужувам нивната, заработувам нивната доверба. Тоа е многу добро за еден етнолог и антрополог, кога ќе имаме довербата од соговорниците. Тогаш може да ни кажат се. Кристина, колку села до сега сте посетили и какви ви се амбициите за иднина? До сега сум посетила 150 на села. А амбициите ми се, ова ми е најголема експедиција што сакам да ја направам, да ги посетам сите 1645 села, активни и раселени. Тоа ќе биде огромен проект, ќе содржи фотографии, ќе имаме дрон, видеа, голема екипа ќе ми биде потребна, како и голем број на финансии. И секој оној кој што би сакал да ја подржи мојата работа е добре дојден, може да ме исконтактира. Што сметам дека треба да го видат сите ова, сите. Зашто вреди. Вреди да ги видиме сите убавини на Македонија. Силата се темелот на државата. Кристина, и за крај, кој доаѓа најчесто со вас на овие патувања, кој најмногу ве поддржува во остварување на овие ваши замисли? Најчесто патувам со семејството, затоа што се чувствувам најсигурно. Мора да ми биде обезбеден патот, атмосферата, што сум голем емпат, човек со голема емпатија. Сакам патувањето ми биде комфортно, кога излезам таму да биде со таа убава енергија. Најчесто со семејството, значи тие ме поддржуваат многу, мојот сопруг и моето синче, 5-годишно детенце, кој што сега во последно време покажува некаков афинитет кон фотографија. И има, знае да кликне. Да, и без нив патувањата не би биле тоа што се. Без нив не би можела да пишувам како што пишувам. Се е до поддршката, се е до тоа со кого го правите истражувањето. Многу е важно тоа. Кој е следното село каде што ќе отидете? Следното село, јас би сакала на следното село ќе биде во Зович, Мариово, Битолското Мариово. Многу би сакала да го посетам мостот, кој што е легендарен, излезен во многу фотографии, да направам некоја своја анализа на местото, да ја скенирам, да се допрам, да се поврзам со линкот на предците, како живееле и на некој начин тоа убаво да го испрезентирам.